Почитувани медиуми, почитувана јавност, предлогот на опозицијата за воведување електронски алки за насилници на прв поглед може да звучи како одлична идеја. Но кога ќе се разгледа подлабоко, станува јасно дека станува збор за недоработена иницијатива, без сериозна правна и институционална основа. Најпрво, овој предлог отвара суштински правен проблем. Законот што се предлага е во рамки на граѓанска постапка, додека вакви мерки, како електронски нараквици, по својата природа припаѓаат во кривичното право. Ова значи дека се прави мешање на два различни правни системи, што може да доведе до правна неизводливост и сериозни проблеми во примената. Дополнително, во предлогот се наведува дека нема фискални импликации, што е апсолутно нереално, и воведување на ваков систем подразбира набавка на опрема, зашто тврдеа дека веќе постојат алки, техничка инфраструктура, центри за следење, обука на кадар и континуирано одржување. Прашањето е кој ќе го финансира сето тоа и како. Но спремни сме да се справиме со насилството во општеството и овој сегмент не треба да ни е проблем. Но понатаму се отворени повеќе и не се одговорени повеќе клучни прашања. Кој ќе ги обезбеди електронските алки, кој ќе врши мониторинг и 24-часовно следење, кои институции ќе бидат надлежни, кои други закони треба да се усогласат за да функционира системот. Без овие одговори станува збор за политички маркетинг, а не за сериозно законско решение. Дополнително, важно е да се истакне дека во моментот постои работна група која работи на низа законски решенија токму во оваа област, во која членуваат и представници од истите тие што го предлагаат овој закон. За жал, дел од нив не присуствуваат на состаноците, што дополнително го доведува во прашање нивниот пристап и сериозност во решавањето на проблемот. Нашиот предлог, малку подолго време наназад, беше за овој закон да се отвори јавна расправа, да се вклучат експерти и стручната јавност, кои ќе дадат мислење дали ваквото решение е применливо и како најдобро да се имплементира. Но наместо тоа, сведоци сме дека на некои им е поважно политичкото позиционирање и пиар, отколку суштинско и одржливо решение. Во пракса постојат и дополнителни предизвици. Јас ќе ви дадам само еден пример. Во случај кога поранешни партнери имаат заеднички деца и споделено родителство, контактот меѓу нив е неизбежен. Во такви ситуации, електронската алка не го решава проблемот, туку отвара нови компликации во примената на мерките. Исто така, за да функционира системот, потребно е и жртвата да биде вклучена, што отвора дополнителни дилеми за незината заштита, приватност и согласност. Она што особено загрижува е што не постои никаква анализа врз основа на реални податоци. Наместо да се прават популистички предлози, потребно е да се анализира колку често се прекршуваат постојните мерки за забрана на приближување и дали нивното зајакнување би дало подобри резултати.